Седми пат поред општина Илинден во пресрет на денот на локалната самоуправа и големиот национален празник 2 август го организираше и успешно ги реализираше спортските викенд денови. Под мотото "Ние навиваме за Македонија" учествуваа над 800 спортисти кои се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини: велосипедизам, шах, фудбал, кошарка, тенис и штафетно трчање. Централното место на спортскиот викенд го имаше професионалната велосипедска трка во должина од 100 км, Трофеј Илинден 2015, која веќе е нотирана во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за Купот на Македонија. Оваа трка е од интернационален карактер, бидејќи настапуваа велосипедисти од повеќе држави. Спортските активности избогатени со трките на 300 и 600 метри во машка и женска конкуренција, штафетните трки за основци во машка и женска конкуренција, како и штафетната трка 4 пати по 800 метри во машка и женска конкуренција за средношколци. Учествуваа над 200 ученици од трите основни училишта и средното стручно училиште Илинден. Градоначалникот Стојановски на најдобрите и најбрзите им додели плакети и медали како и пехари. Во соработка со Тениската федерација на Македонија се одржа и турнир во тенис, каде учествува 32 тенисера. Најдобар беше Бобан Таневски. Пригодни награди и пехари на најдобрите им додели претседателот на Советот на општина Илинден Маријан Милошевски. Македонија навива за вас, 5 милиони како еден глас. Македонија сака победа, милион срца. Турнир во голем фудбал беше дел од овие спортски денови во Илинден, а се реализираше во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз. Екипата на Кадино го освои годинешниот турнир во голем фудбал. Не изостана ниту кошарката, а кошаркарите на Кадино беа најуспешни во овој турнир. На сите спортски настани, жителите од сите населени места во Илинден беа присутни и ги благодареа своите фаворити. Она што навистина беше големо и пријатно изненадување за сите присутни на овој седми поред традиционален спортски викенд е првиот надпревар во брзо пиење на кригла точено пиво. Се пријавија 12 кандидати, но сепак и Иво Блажевски не успеа да го надпие Зоран Тушевски, кој во финалето се покажа како човек со поголема голтка. За финалистите, како и за сите надпреварувачи, следува пригодни награди. Овој несекојдневен настан предизвика вистинско воодушување кај присутните, а ова ќе биде и традиција како и составен дел од спортскиот викенд со поголем број надпреварувачи. Така финишираше и овој седми поред спортски викенд во општина Илинден, кој беше високо оценет од страна на публиката, која за време на двата дена беше во огромен број на сите можни надпревари.